Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Дехидратацијата, односно губењето течности од телото, доведува до нарушување на виталните функции на организмот. При тоа, бебињата и малите деца полесно дехидрираат во споредба со возрастните. Зошто е тоа така? Од што зависи дали загубените течности ќе се надокнадат преку уста или пак со инфузија? При тоа, зошто се советува да се земаат електролитни раствори наместо обична вода или пак чај засладен при оралната рехидратација? Кои се симптомите кои што укажуваат на дехидратација и што може да се направи за таа да се спречи? На сите овие прашања одговори ќе побараме од гостинката која што со мене во студиото на Телма. Тоа е професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот во студиото на Телма. Со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог од Универзитетската клиника за инфектологија, зборуваме за дехидратацијата. Професорке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, добро нашла. Секојдневно преку храната и пијалоците внесуваме одредена количина на течност, истовремено прилика истата течност и ја губи организмот. Зошто е толку важна водата, течноста за телото и одржувањето на овој баланс? Видете, некои опште познати работи, некојаш е многу важно некако да кажеме зошто е тоа така. Секојаш е проблем кога се знаеме за некој поим, така и за водата. Животот потекнал од вода и најголем дел од нас, од нашиот организам содржи вода. Зависно од возраста, зависно од полот, се проценува дека количината на водата во нашиот организам е од 50 до 70%, односно на самото раѓање, оној бебуш 80% е вода. Значи, навистина е многу важна таа проценка дека организмот му е она неопходна за одвивање на сите животни функции. Кога ќе се каже вода, мора да кажеме веднаш дека она што не е манифестно каде е сето таа вода, од чисто дидактички причини ние водата ја делиме на водата која е во клетките, интраклеточна вода, и вода која е во екстрацелуларниот простор, која е надвор од клетките. Повторно треба да кажеме, многу општо, дека таа вода, надвор од клетките, ја делиме на она што народот знае дека е плазма, така, која изнесува некаде 5% до 7% од наша телесната тежина, а другиот дел на таа вода која е надвор од клетките е она што викаме интерстициската вода. Таа е некаде околу 15% од наша телесната тежина. И ако знаеме колку сме тешки, онда навистина е важно да се види колка е процент на вода во организмот, надвор од клетката. Тука мора да се напомене една количина на вода која директно не се согледува и се нарекува трансвода, у смисол дека тоа е течност која не е ниво интерстициумот, не е ниво клетките. Таа е вода која не е многу мала, а е значително важна во одредени ситуации, затоа што при дехидрирањето и тамо се случуваат одредени ситуации. Тоа е водата која е во окото, во очнот око, тоа е водата која е во саливарните жлезди, тоа е водата која е во панкреатичниот сок, тоа е водата која е во желудникот. Сето тоа е количина на вода која не е за занемарување. Во однос на водата која е во клетките, интраклеточна вода, како год да е со возраста, организмот секогаш се обидува да тоа што е во клетката нема големи движења. И ако од раѓањето бебето има поголем процент вода, од 80%, најголем дел отпаѓа на таа екстраклеточната вода. Паѓањето, намалувањето со растот доаѓа до намалување на екстраклеточната вода, додека нивото на водата во клетката трпи максимум 5 до 7% намалување во однос на растот. Значи, се труди организмот секогаш она што е во клетката да виде во одреден постојан сооднос. Значи, затоа е многу важна и затоа сите механизми кои настануваат и патолошки состојби, било при инфекции, било при сите други случувања кои се случуваат,
дават големо внимание пред се на оној екстраклеточниот простор на водата, кој секундарно сега влијае на промените во интраклеточниот простор. Они не се со некоја бариера оделени, затоа ја кажувам тоа е да нив ги дели една мембрана, така, али е ради полесно разбирање тоа така. И кога збориме за вода, не можеме никогаш да збориме за чиста вода. Ние сме вода и електролити. Составот на електролитите во нашите телесните течности, во нашите клетки е она што детерминира дали некој организам е добро хидриран. За да некој да е хидрира, значи прво треба да е хидриран. Тоа е таа вода од која сме составени. И затоа е многу важно да се знае колкава количина треба да внесуваме. Па колкава треба да внесуваме, професорке? Да, тоа е секогаш многу голем проблем. Денес постојат и безброј диети, безброј начини на исхрана, различити нутриционисти. Знаете, и у медицината и во граничните подрачја со медицината постојат некои работи кои се делум на вистина, а делумни вистини се многу полоши од екзактната наука. Затоа е многу важно да се знае колку на вистина на организмот му е потребна вода. Постојат безброј формули, зависно од диети и така. Една е наука. И наука кажува дека процентот на вода која треба да внесеме во организмот апсолутно зависи и е стрикно одреден према телесната тежина. Значи не важи за сите тоа правило 2 литра течност на ден? Не би смело тоа да биде така, знаете. Така да викаат медицинари не сакаат бројки, не сме биле математичари. Медицина е многу екзактна, баш е многу јасна и стриктна управо во бројки. Некои работи мора да се знаат. Ако е возраста ограничена со килажа, процентот на внесувањето на водата се одредува према телесната тежина. До 10 килограми дете треба да внесе 100 милилитри на килограм на ден вода. Од 10 до 20 килограми, оно треба да внесе тие 1000, плюс за секој килограм од 10 до 20, 50 милилитри на килограм. Не знам дали сум јасна. Јасно. Така. Ако е некој над 20 кила, кај што сме сите, тогаш треба да внесеме 1500 и за секој килограм над 20 треба да внесеме додатни 20 милилитри на килограм телесната тежина. Еве сега пресметувам. Значи, на вистина тоа е као што е таа формула, тоа е многу позната. Знаете, у наука формула, не е битно Холидеј Сегарова формула, која кажува екзактно колку ни е неопходна вода за да сите метаболни функции нормално се извршуваат. Се одвиваат, да све што е метаболизам, све што е детоксикација, све што е елиминирање на токсини, све што е одржување на хомеостаза функционира. Колку што е важно колку треба да внесеме, толку е важно со колкава брзина истата формула веднаш детерминира многу јасно и кажува со колкава брзина таа вода, ако има потреба, треба да биде вратена. Знаете? И сето тоа е тачно одредено према телесната тежина. Професорке, некои велат дека немаат потреба да пијат вода и пијат многу малку вода во текот на денот. Што значи тоа, дека се тие постојано дехидрирани или пак едноставно одредени организми може да функционират и поинаку? Никој од нас не може да функционира без вода и многу од популацијата, морам тоа да кажам одговорно, после скоро 40 години работа, не се ни свесни дека се многу често дехидрирани и своите тегоби ги толкуваат со нешто друго. Некогаш е и постојан замор, малаксаност, вртоглавица, дури дезориентираност. Причина е дехидратација. Да се внесува вода е детерминирано со 2 основни механизми. Тоа е во организмот. Зборувам многу едноставно, многу глобално, би сакала да ме разберат луѓето. Жета е многу важен фактор. Тука е
жета и лачењето на антидиуретичниот хормон. Тој е хормон на хипофизата, на жлездата, значи во нашето тело, едниот нежен дел голачи, кој одредува жета е симптом кој кажува дека ни недостасува вода. Ако сме жедни, пиеме вода. Ако не се внесува вода, се зголемува, со пиењето на вода се намалува концентрација на одредени електролити во организмот. А антидиуретичниот хормон ќе работи тогаш за да спречи диуреза, за да ги елиминира тие електролити кои ни се неопходни во организмот. Значи, тој сооднос жета и антидиуретични се два основни механизми кои треба да регулираат физиолошки внес, да не дојде до патолошки губи. Тоа се несвесни работи кои човекот не знае дека е тоа така, организмот тоа така функционира на сите нивоа и на сите возрасти. На каков се начин се губи течноста? Прваме кога организмот е здрав. Да. Е преку уринирање? Да, предпоставувам, тоа е еден главниот начин. дел е на преку уринирање, меѓутоа течноста се губи и со нешто што викаме перспирацијо инсензибилис, кога се губи преку површини кои навидум не очекуваме дека се губи вода. Тоа е пред се преку кожата, меѓутоа и со дишењето се губи вода. Така тоа е некаде пола-пола е односот со овие перспирацијо инсензибилис и со губењето со урина. Тука треба да се напомени исто така и губиток на вода со столица. Тој не е поголем од 10% при нормални физиолошки услови, кога не доаѓа до зголемено лачење со столиците, односно со инфекциите. И затоа е многу често, мада можда неправилно, дехидрација асоцирана апсолутно со диареја. И многу други состојби, и инфекции, и неинфективни состојби доведуваат до дехидрација. Мада на вистина, во најголем број од случаите, тешки дехидрации и она со што се случува, со што се бара и што се работи, се случуваат при инфекции кои се врзани и настануваат при силни пореметувања во гастроинтестиналниот тракт. Така, диареја и повраќање. Така е. Но на каков се начин може да дојде до зголемено губење на течноста, односно дехидратација? Значи, разни вирусни, бактериски инфекции доведуваат до тоа? Да. Може некои хронични болести, како што е, да речеме, шеќерната болест, да биде причина? Многу заболувања, и шеќерната болест, и системски заболувања, многу метаболни нарушувања, многу ендокрини нарушувања доведуваат до нарушувањето на хомеостазата и губиток на вода или поедин електролит. Некогаш не се губат во истиот омер и водата и електролитите. На вистина, најголем процент на губиток, пардон, ја морам да земам да се напиеме малку вода и двете. Секогаш е добра идеја малку да внесеме вода. Викам, водата е најдобар лек. Мислам дека се отишло у префорсирање на сите други пијалоци, се заборава што све е вода за организмот. Всушност, водата е најголем лек. Зборувавме за начините за дехидратација, кај луѓето, што се може да доведе до разни хронични болести. И она што би као инфектолог потенцирала, тоа се инфекции. Значи, не само инфекции на гастроинтестиналниот тракт, нема инфекција на било кој органски систем која со своите пробратни појави. Знаете, све што е инфекција ја следи еден инфективен синдром. Инфективен синдром го прати покачена температура, зголемен метаболизам, многу работи кои со себе носат губиток на водата и електролитите. Зголемено дишење, зголемен број на респирации, сето тоа е губиток на водата и електролити, така да ќе дехидрира и дете кој има тешка пневмонија или возрастен. Знаете, не мора тоа да биде цревна инфекција која е синоним дека постои некој од степените за дехидратација. Сепак најбрзо се дехидрира доколку има течни столици и повраќање, особено кај децата. Да. Колку столици може да доведа до дехидратација кај дете? Или колку повраќање? Дали, да речеме, една течна столица е проследена со повраќање може да го дехидрира детето?
Ова е многу големо прашање, а би сакала да го одговорам многу кратко. За бројот на столиците, изгледот на столиците и нивниот состав, значи и количина која се губи, многу е важна патогенеза на настанувањето на инфекцијата, односно начинот на кој тој инфективен причинител ја пореметува. Ако инфекција настанала во тенкото црево, знаете, каде што се абсорбира најголем дел од водата, со тие три основни механизми, многу е важно да знаеме дека абсорбција на водата во најголем број од случаите е во тенкото црево. Тука се абсорбираат и храна и вода. Дали со активните процеси, дали со посредувани со пасивниот процес, дали преку натриум, јонската пумпа, абсорбцијата на водата е тука. И ако инфективните причинители, као што се најголем број од вирусите, е еден од тие што доминираше кај нас до пред 3 години, докога не е воведена во редовниот календар на вакцинација ротавирусната вакцина, беше еден од најпосочуваните во најмала возраст причинители за сериозни и тешки дехидрации, бидејќи го атакува тенкото црево, каде што доминантно се ресорбира вода. Тука се многу други вируси, не е само ротавирус, астровирус, норволк вируси, многу популарни аденовируси, кои се респираторни, меѓутоа 4-5 се тие класични ентерални патогени, знаете, кои доведуваат до сериозни дехидрации и кои имаат и подолга инкубација, па не се мисли на нив, и за жал имаат подолг тек на траењето. Таа диареја може да трае 10 и повеќе денови, а настаната е од аденовируси. Исто така, многу брза, за среќа, ако правилно се реагира, и многу компензаторна дехидрација предизвикуваат многу присутни кај нас. Ако не ги докажуваме, не значи дека не ги има, али они се тука, се норволк вируси и норволк-лаик вируси. Тоа се вируси, оние кои често у фамилијата ке кажат ме фати, го фати малиот, пак доби јас и не изреди сите. Знаете, тоа се тие вируси кои доведуваат до брзи дехидрации и каде што апсолутно ништо друго не е потребно, веќе правилно рехидрирање и реалиментирање. Давање она колку треба организмот да добие течности и она храна која црево може да ја прими. Ако е афицирано со инфективен причинител другиот дел на цревото, знаете, ако е афекција на колонот, каде што репсорбција на водата е во многу мал процент, столиците ќе бидат многу пооскудни во фекални маси, ќе бидат пооскудни и по својот волумен, оно садржат помалку вода, така да може да биде претешка инфекција, например со шигела, па и со кампилобактер, кој иако во тенкото црево може да даде крв, али потребен е многу поголем број на столици за да се дехидрира. Додека кај причинителите кои се во тенко црево е многу различни. Многу паразити може да предизвика дехидрација, али знаете, они не дехидрираат на долг период. Тие не настануваат акутно, они се привикнале, они се практично налепуваат на нашите цревните ресички во цревото и спречуваат абсорбција на храна и вода, така да ретко предизвикуваат акутна дехидрација, која бара брза интервенција, али неминовно доведуваат до дехидрација. Дали бара брза интервенција и благата дехидратација како и умерената или пак тешката, бидејќи има различни форми во зависност од тоа колку течност ќе загубиме? Да, па мислам може е добро да напоменеме дека тука е многу важно да кажеме што значи блага, лесна, да се појасни на каков начин се манифестираат, кои симптоми ги дава. И колку е важна таа проценка, знаете, колку е... Лесно ли се препознава дехидратацијата? Не секогаш лесно. Бидејќи може прочитам, има еден тест со штипкање, професорке, па да видиме за колку секунди ќе ни се врати назад кожата. Да, тоа е апсолутно познато и тоа е апсолутно веродостоен. Да, тоа е еден од параметрите кој навистина ни кажува одредување на тургорот. Тоа е, знаете,
Јас овдека покажувам на рака. Тоа треба да се одреди на кожата на абдоменот или на тораксот. Зашто? На стомакот или на градниот кош. Зашто кажувам и градниот кош? Затоа што ако постои некои заболувања, ако постои силна гојазност или ако постои подуеност на стомакот, онда ќе добиеме лажна вредност на тој дека тој наборот кој го правиме веднаш се враќа и ќе кажеме дека е очуван тургор. Работата е да видиме дали е очувана циркулација. Со испитување на тургорот, на еластичноста на кожата, ние индиректно ја проценуваме очуваноста на васкуларното корито. Знаете, ако го направиме тој знак и ако он веднаш се врати, васкуларно корито е очувано и бојата се враќа. А ако се враќа повеќе од 2 секунди и ако бојата не се враќа веднаш, тоа значи дека е празно васкуларно корито и дека постои одреден степен на дехидратација. Тоа е еден од знаците. Другите знаци се тие кои ги има многу, али основни се преку општа состојбата на свеста, знаете, преку аспектот на очите, дали се тие викаме вдламнати, знаете, и пореметувањето на свеста као таква. Многу голем знак за дехидрација е и она што организмот се труди да компензира свој губиток на вода. И стапуваат у пуферските механизми, компензаторните механизми. Организмот сака да го намали губитокот и да спречи другите губитоци и настанува намалено мокрење. Тоа е олигурија. Таа олигурија, тој губиток на вода се гледа на 101 начин. Гласот станува тивок, до афонија, до губиток на гласот при тешка дехидрација. Се намалува лачењето на солзи. Детето кое е плачело, кое е тешко дехидрирано, нема солзи. Сме имале претешки дехидрации со суви корни. Значи, дехидрација е сериозен феномен кој ги засега сите елементи на телото и многу е важно брза ориентација за проценка на степенот на дехидрација. Како таа се прави? Дехидрација се дели према степените. Зависно од возраста тие идат затоа од до. Некаде од 3 до 5 губиток на телесната тежина вода. Викаме тоа е лесна дехидрација. Само ако размислиме дека тоа значи, ако дете има 10 кила, 3 до 5 колку изнесува. Средна дехидрација ќе биде нешто што е од 3 до 8. Максимум 9. Све што е 10 и над 10% губиток од телесната тежина, губиток на вода, е тешка дехидрација. Тоа значи некој кој имал 10 кила, за краток период изгубил 1 кило. Ако тоа го пренесеме на возрастен човек кој има 70 кила, знаете што значи тешка дехидрација? 10%? Тоа значи 7 килограми. Значи, играта со бројки е страшна и страшно е важно да се свати колкав е тој губиток. Значи, одредување на губитокот е многу важно секогаш према претходната телесната тежина. Друг момент кој е битен во однос на дехидрациите, 7% во однос на телесната тежина, како виделиме, многу е важна поделбата која не е сама за себе, него која е толку екзактна, која ги дели дехидрациите према концентрациите на основните електролити. Значи треба да се испитаат електролити преку крв? Да, апсолутно. Основните електролити. Кои се тие? Основни електролити кои ги одредуваме. Јас на почеток реков дека постои екстраклеточна и интраклеточна. Можда е важно, не знам дали ќе бидам доволно јасна, да кажам дека треба да се знае дека основен екстраклеточен катион е натриум. Основен интраклеточен катион е калиум. Основен екстраклеточен аниони се хлоридите, знаете. Основни интраклеточни аниони се протеините и фосфатите. Овдека се бикарбонати, овдека се фосфати. Та хомеостаза
mnogo je važna i zato je mnogo važna ta procenka. Da li сега nekoja dehidracija, sem da li je ona umerena, blaga, umerena ili teška, da li ke bide i ona što vikаме izonatremijska, kada koncentracijata na natrium je se ušte u svoji fiziološki granici od do, da li je hiponatremijska ili je hipernatremijska. Za sreća, iako je nekoj dehidriran, najgolem procent, statistika je loša rabota, ja vikam sve može da kaže u procenti, ali sepak 60 do 80% dehidracijite se izonatremijski dehidracije. Okolo 15% od dehidraciji se hipernatremijski dehidratacije. 5% se mnogo opasni i hiper i hiponatremijski dehidratacije. Samo da kažem što je rabotata. Na što vlije to? Na što vlije? To je mnogo važno prepoznavanje, zato kliničari i zato ljudi koji se odlučuva da lekuvat pacijent koji je dehidriran mora da zna što treba da nadoknada, so kolkava brzina i kako ga da kontrolirat po natamošnji, vikame, tekovni gubitoci. Zato što ono što je dehidriran od bilo koja pričina ne prestanuva so gubitok na vodata i elektrolitita. Ako je, na primjer, prolivot i povraćanje to, su uključuvanje na infuzija ili davanje to na rastvor, na rehidriranje. Znači, mora da se računati oni gubitoci koji ponataka sleda. Zato je sledenje to na pacijent koji je dehidriran mnogo odgovorna rabota. I zato je mnogo važno sekogaš koga postoji možnost da se prevenira da jedna bolesna dehidracija ide onija poteški stepeni na dehidracije. Hipertona dehidracija znači deka... Hiper znači zgolimena. Da. Ona je vodnost na koncentraciji. Na natrium. Ta je dehidracija koja nastanuva koga koncentracijite na natrium uglavnom je kritično ako se javi u mala ta voza. Znajte, kada što postoji nekoj drugi infekt, pa so temperatura, so respiraciji, se gubi poveće voda nego što se gubi natrium od elektrolitite. I natrium ostanuva u visokite koncentracije. A kako je homeostaza ta takva, da sekogaš teži da izjednači ona što, ako je hiper, vo ekstracelularna ta tečnost, voda ta sekogaš težne da razvodnuva, znajte. I onda izlegува водата od клетката. I nastanuva golem problem. I zato pri hipertona dehidracija nije imame dehidracija, ali klinički ne toliko manifestna, zato što nastanalo dviženje na vodata od jedni od uslovno podelen del vo drug. Organizam od segovaš se trudi da bide jedna celina. Hiponatremijska dehidracija je mnogo seriozan problem. Ona nastanuva, znajte, mnogo često, na primjer, pri lekuvanje, to je, vi kažuvame stalno dijareja ili povraćanje, ili dijareja i povraćanje, ako se davat rastvori koji ne sodržate elektroliti, ako se dava samo voda ili ako se dava čaj samo, ako ste to zasladeni rastvori, onda i onija koncentracije na elektrolitite koji bile, taka se razvodnuva. Nastanuva jedna seriozna hiponatremija. Ta hiponatremija je isto taka strašno se manifestni site znaci na težok volumenski deficit. Odreduvanje to na ovija dehidraciji nosi so sebe ušte jedna golema rabota za kliničarot. Zašto mora da znajeme za koja dehidracija se raboti? Za da gi sprečime site ovija nesakani dviženja koji pred segi oštetuvat kletkite na centralni nerven sistem. Da ne nastanat konvulziji, da ne nastane koma, za da ne nastane nivna dehidracija ili nivno bubrenje, zavisno da li se raboti o hipo ili hipernatremijska dehidracija. Mnogo je važno da se prepoznaje za koja dehidracija se raboti i so kolkava brzina za koliko vreme smejeme
да ги надокнадиме одредени електролити и течности. Значи, тоа е важно и за колку време да се надокнади? Апсолутно. Ова е навистина прекомплексно, бидејќи првата, некако логиката не е некој ќе дехидрира, ќе се стави течност, особено преку вената. Повеќето така сметат, ќе се освежи организмот и се решава проблемот. Но вие сега појаснувате дека ова е навистина многу комплексно. Секој уклучување на инфузија е, знаете, директно влегување во хомеостаза на организм. И онда мора да знаеме, ако е она најчестата изонатремиска дехидрација, сме процениле дека имаме губиток, треба да процениме солидно колкав е тој губиток према телесната тежина, онда е свето правило дека во првите 0 до 12 часа се дава 50% од дефицитот и во наредните до 24 часа пациентот ја рехидрира. Ако се работи за хипернатремиска дехидрација, онда никогаш, ама никогаш не смее да биде рехидрација направена веднаш. Дефицитот на првите 12 часа е максимум 25% од проценетиот дефицит. Наредните 12 до 24 часа е следните 50% од дефицитот, за да за 48 часа се надокнади она што првично сме процениле кога се работи за хипернатремиска дехидратација. Кога се работи за хипонатремиска, од друга страна, обратно, ние мораме во првите 12 часа максимум да дадеме 75% од губитокот. Никогаш 100% за ниедна дехидрација. Затоа што директно влегуваме во организмот, за да завршиме со рехидрирање за 24 часа. Повторно ќе кажам, тоа е враќањето на она што до моментот на првична проценка сме процениле дека е губиток. Толку се важни и понатамошни губитоци со покачената температура, со повраќањето, со проливите и така. Доколку се полесни форми на дехидратација, на каков начин советувате да се врши рехидратацијата и внесување на електролитите? Знаете, ова сте ме, како би рекле луѓе, погодиле. Со години се борев да на нашите лекари и на клиника, и на матичните лекари, и низ државата, ја укажам на важноста. После 39 години работа, отворено можам тоа да го кажам, да се согледа дека лекарот мора да биде свесен со каков лек располага, за да пациентот верува во тој лек. Знаете, дехидрираноста била голем проблем низ векови. Една од болестите која масовно доведувала до страшни бројки на луѓе кои се дехидрирани, да ниеден здравствен систем нема можност толкава бројка на луѓе веднаш парентерално со уклучување на инфузија да рехидрира, била колера. Морам накратко да ја кажам историја да стигнеме до растворите за оралното рехидрирање. Испитувајќи ја патогенезата на болеста, физиолошките процеси кои се случуваат таму, се видело дека да, се губат огромни количини на вода при таа инфекција, али цревото не е оштетено. Ако на цревото му се даде соодветна, испитувано со години на модели на животни, па после на луѓе, се дошло до нешто што е лек. Се дошло до нешто што е повеќе од инфузија. Бидејќи се видело дека све она што организмот губи, и натриум, и калиум, и бикарбонат или негов прекурсор, цитрат, кој подолго трае, и гликоза, која е врзана во котранспортот со натриум, знаете, се спакувани сега во кесички за орално рехидрирање. Мора лекарот да верува дека е тоа лек, мора да знае дека тој е раствор кој содржи тачно одредена осмоларност, тачно одреден процент на гликоза, тачно одреден моларен однос натриум-гликоза, кој е секогаш 1:2, тачно одреден однос натриум-калиум, кој е секогаш 3:1. Тачно одредени односи,
кога била колера, бидејќи биле големи губитоци на калиум, Светска здравствена организација го направила тој раствор кој првично се викал Нелит и бил наменет за пациенти од колера. Со тек на времето, Лансет тоа откритие го нарекол, знаете, уште 75-та година, Лансет е списание со голем импакт, така? Така, и со векови е тоа така, со години, потенцијално најголемо откритие на векот, затоа што може да спаси милиони животи, ако се дава правовремено и ако се знае дека е тоа лек. Со тек на времето, као што иде све во науката, се видело дека раствор кој првично бил наменет за пациенти кои се болни од колера, не треба и не мора, кога ќе видиме дека е тоа така, да се дава на пациенти кои се дехидрирани, али од некој друг инфективен причинител, бидејќи не се губи толкава концентрација на натриум, па се добиени раствори кои содржат и се приготвени. Такви раствори се испитувани и кај нас на клиника и правени. На такви раствори прават и нашите фармацеутски фирми, каде што се е композиција на растворот, да растворот содржи тачно одредени електролити, односно она концентрација на натриум колкава организмот губи со столицата. Знаете, затоа што се зема то голтка по голтка и се абсорбира? Да, апсолутно. Да, значи, многу е важно дека сега постојат раствори кои се сигурни и безбедни за сите возрасти, кои ги немаат високите концентрации на натриум, кои може да доведат до хиперосмоларност ако се даваат кај помалата возраст. Едно време беа ротирачки формули кога се даваше пола раствор да биде или 2/3 да бидат дадени од овие раствори, па 1/3 да биде чиста вода. Денес на пазарот имаме безброј и еден приправак на оралните раствори за рехидрирање, кои за жал не делуваат ако се во кесичка. На луѓето треба да им се посочи дека е тоа више него лек. И као што тече инфузија кап по кап, ако се зима лажичка по лажичка, тоа е више него инфузија. Затоа што ретко која инфузија која се уклучува во нашите амбуланти низ Републиката или било каде, содржи се она што му е неопходно на организмот што губи. А тие кесички ги содржат и натриум, и калиум, и бикарбонат, и гликоза. Споменавте гликоза. Можевме изминатиот период да прочитаме дека кога се дава гликоза преку вена кај дете може да биде ризично. Дали е тоа точно? Видете, се може да се прочита. Сватете го сето тоа условно. Се може да биде ризично ако се даде неадекватно, со неадекватна брзина и тогаш кога нема индикација да се даде. Ако дете има конвулзии, вие мора да му дадете гликоза, му е неопходна за исхраната на мозокот, али не требате да дадете, треба да се знае колкава количина. Значи, апсолутно секој раствор треба да се даде, само треба, не е забранет ни еден раствор, само треба да се знае со колкава брзина, кога и контролирано. Не може еден организам, не може едно бебе од 5 кила, од 8 кила и еден возрастен од 80 кила да имаат потреба, ме разбирате, од иста количина раствор, по било кој пат да се внесе со еднаква брзина. Значи, мора да се знае со колкава брзина што се одредува. Кога се дава електролитен раствор преку уста за да се спречи или пак да се лекува дехидратацијата, а во кој случај мора да се примени инфузија? Значи, контраиндикација за растворите за орално рехидрирање практично не постои. Постои само ако некој не може да пие. Па и тогаш светот, знаете, иде до перфекција, па дава преку назогастрична сонда. Ние немаме навика да тоа даваме. Не можеме па кај коматозни пациенти, не можеме кој пациенти во состојби каде што е некој инфект во устата или така, каде што е компрометирано голтање и така, тогаш не можеме да даваме. Иначе за сите степени на ова блага до умерена дехидрација, апсолутно е индицирано она што се вика ad libitum, без ограничување, внесување на раствори за орално рехидрирање. Ке има ти ефект доколку и понатаму пациентот има диареја или пак повраќа?
Они апсолутно имаат ефект. Заборавив да потенцирам дека организмот наш е толку сложен, толку умна машина, што ако ќе почнеме да коригираме нешто, он со другите своји механизми го прифаќа тоа доброто, знаете, и ги регулира другите работи кои се пореметени. Ние овде кога зборевме за дехидрација, мислам, не знам колку си има време или така, не спомнавме дека све што е дехидрирано, знаете, све што е, доведува и до други промени. Не само натриум, се ремети и калиум, се ремети ацидобазна равнотежа, се реметат многу работи кои се необходни за правилно функционирање на организмот. Знаете, не внесувањето на калиум, а калиум го има у растворот за орално рехидрирање. Дали е тоа кесичка, дали е тоа таблета, дали е тоа готов раствор. Светот иде денес има сладоледи направени као раствори за орално рехидрирање, дечињата да ги внесуваат само да внесат. Бидејќи не секогаш вкусот го прифаќа, така. Со различити вкусови, така, и кај нас ги има такви. Работата е дека, например, недостатокот на калиум многу е погрешно и мора да се разбере дека многу често се уште е во менталитетот кај нас, во нашиот народ, дека само ако се уклучи инфузија, се некој лекува. Па макар и со раствори кои не содржат она што организмот губи. Така да ако се уклучи декстроза, ако се уклучи физиолошки раствор, они не го содржат калиум. Дехидриран пациент од било која возраст и така намален внесот на калиум, ние му го намалуваме уште повеќе. Практично го разредуваме. Постои нешто што е најбазична физиологија, знаете, ако калиум кој е нормално во клетката, при ацидозата која настанува, ацидозата е едно метаболно нарушување кое настанува, може да биде респираторна, може да е метаболна, која најчесто настанува при овакви инфекции, каде што калиум кој нормално е во клетката, излегува од клетката. И ние добиваме, ако земеме крв, ако не знаеме дека се работи за ацидоза, а за тоа ни е потребна сем аспекто што клиничарот може да го познае и негова верификација преку одредување на ацидобазниот статус, со куп параметри кои ќе ги добиеме, да се добие една лажна вредност на калиумот во крвта, кој ќе биде лесна хипо или дури изокалиемија, а глобално да имаме дефицит на калиум, хипокалиемија. Таа хипокалиемија влијае на безброј функции во организмот. Од работата на срцето, од работа на мускулатурата, од слабењето на тетивни рефлекси, од развојот на пареза до пореметување на дишењето. Една од најчестите манифестации која за жал и ден-денес ја гледаме е кога хипокалиемија, па и пациенти кои биле лекувани, знаете, ќе ни дојдат со подуени стомачиња или возрастните луѓе, каде што ради хипокалиемијата настанува една дистензија на цревата, затоа што се развија ситуација каде што нема пречка. Калиум е неопходен за да имаме мотилитет на цревото. Вие немате пречка за движење, настанува нешто што народ знае као илеус или преплет на црева. Еден паралитичен илеус од сериозни електролитни пореметувања настанати со нивно невнесување. А можеме да ги внесеме со електролитот. Значи секогаш прв избор да бидат електролитот. Професорке, имаш уште многу предвидени прашања, истече времето за денешната емисија. Јас ви благодарам многу за бројните корисни совети и препораки. Ке имаме уште една можност да објасниме она што остана необјаснато, но ете, секогаш да знаат при спречување на дехидратација, но и симптоми на дехидратација да се земе електролитот. Ви благодарам уште за вашето гостување. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.